На неколку примери ќе видиме како се собираат дропките. Во 6-то оделение се работи собирање на дропки кога те имаат заеднички именител. Такви задачи се првата и втората. Како се собираат дропки кога имаат заеднички именител, покажав во овој случај од 8 запишано. А плюс С плюс Б плюс С еднакво. Заедничкиот именител се препишува, а ги собираме броителите А плюс Б. А плюс Б ќе биде збирот на броителите, а С се препиша. Значи, овде би имале заедничкиот именител го препишуваме 9, а ги собираме броителите 7 плюс 5. Ова вака не препорачувам да го пишувате. Можете директно 9 се препишува во именител, а ги собирате 7 плюс 5, 12. Ако има да се скрати нешто, ако броителот и именителот се деливи со еден исти број, треба да се скрати, да се запише таа дропка како нескратлива дропка. Во овој случај можам да ги скратам со 3 и ќе добијам 12 поделено на 3 е 4, 9 поделено на 3 е 3. Добив дропка 4 третинки. Таа е нечиста дропка, а нив ги претворуваме во мешани броеви. Ќе имам. Како дропка се претвара во мешан број? 4 поделено на 3 е 1, значи ќе имам едноце. И третинки колку? 3 по 1. 3 до 4 ми остануваат уште 1. Значи тука решението, збирот на овие две дропки е 1,1 третинка. Во вториот случај, заедничкиот именител 15 го препишуваме. Ги собираме броителите. 7 плюс 4 плюс 7. Еднакво. Броителите ми даваат збир кој ќе биде 7, 4, 11, 1, 12. 12, 15. Ги кратиме со 12 и 15 ги кратиме со деливи се со 3, а претходно се запознавте кои деливи се, броеви се деливи со 3. 12 поделено на 3 е 4. 15 поделено на 3 е 5. И остана решението збирот на овие три дропки да биде 4 петинки. Во 7-о оделение веќе се работи собирање на дропки со различни именители. Како се собираат дропките кога имаат различен именител? Се бара најмал заеднички содржател за нив. Во овој случај за 5 и 9 е бројот 45. Поната. Можеме да се прашаме 3 петинки запишана како дропка со именител 45, кој ќе биде броителот? Или во 3 петинки колку 45 петинки има? Како навија? 45 поделено на 5 е 9. 9 по 3 27. Значи, ја проширивме 3 петинки и запишавме како именител со именител 45. Добивме 27. 40 петинки. Тоа истото ќе осториме и за другата дропка. 45 поделено на 9 е 5 по 4 20. Еднакво 47 врз 45.
нечиста дробка во мешан број ќе ни биде 47 поделено на 45 едно цело имаме и 45 ни останаја 2. Затоа што 1 по 45 е 45, до 47 уште 2. 1,245 е збирот на тие две дробки. Во четвртиот случај ќе имаме собираме 3 дробки. И колку сака нека се собираат, сопоставката е истата. НЗС за 2, 4 и 8 е бројот 8. 8 поделено на 2, 4 по 1, 4, плюс 8 поделено на 4, 2, по 3, 6. Последната дробка има именител 8, значи бројителот 5 ќе го препиша. Добивам колку сменки? 10-15 сменки. Во мешан број 1 по 8 до 15 уште 7, значи 1,7 сменки. Задачата број 5 ќе покажеме на овој начин. Собираме мешани броеви. Можеме на два начини да собираме. Едниот од нив е ги собираме целите. 3, 2, 5, од тука нема. Ако имав и тој ќе соберав. 5 цели плюс. Секи собирам дробните делови. 1/3, 5 шестинки и 3 четвртинки. За 3, 6 и 4 најмал заеднички содржател е 12. 12 поделено на 3, 4 по 1, 4. 12 поделено на 6, 2 по 5, 10. 12 поделено на 4, 3 по 3, 9. Еднакво. 5 го препишуваме. Учениците многу често пати забораваат да го препишат тоа целото што имат овие. Во бројителот добивам 14, 23. 5 плюс 23 12-тинки. Еднакво на 5 плюс нечиста дробка во мешан број ќе претворам. 23 поделено на 12 1 по 12 12 и уште 11 ми остана, значи 1,11 12-тинки. Директно сега можеме збирот да запишеме 5 цели, од тука 1,6 цели и 11 12-тинки. Другиот начин на собирање кога имам во собироците мешан број ќе го покажеме овде. 7 плюс 1 половинка ги препишав. Овој мешан број ќе претворам во нечиста дробка, доколку имав и тука, и со нив истото ќе го стоја. 9 по 3 27 и 5 32 деветинки. Сега, ова собирање веќе ми се сведува како собирање што е покажано во третиот случај и во четвртиот случај. За именителите барам НЗС за 2 9 и тука под седумката замислувам дека имам единица. Значи НЗС ќе ми биде бројот 18. 18 поделено на 1 18. 18 по 7. 7 по 8 56. 7 по 1 7 и 5 12. 126. Плюс 18 поделено на 2 9 по 1 9. 18 поделено на 9 2 по 32 64. Еднакво 18 го препишуваме. 126 и 64 е 190. Плюс 9 199 врз 18. Нечиста дробка во мешан број. 18 во 19 1, 1 по 18 18, до 19 1 ми останува, кој ќе спуштам 9, како се формира 19. 18 во 19 1. 1 по 18 18 и 1 останува. Значи 11 цели и 1 половинка. Еве, од ова задача видовте колку е понепрактичен овој вториот начин на собирање. Значи, тука често пати ќе сретнеме потреба да работиме со големи броеви. Било да ги множиме или да ги делиме, а тоа треба
за да не сгрешите да го направите настрана, тоа одзема време. Затоа практикувајте го случајот за собирање кога имаме мешани броеви, како што ја покажем на петата задача. И уште во седмиот случај, седмиот пример, имам покажено како се собираат дропки кога се со различен именител. Именител Б, именител Д, НЗС е нивниот производ, кога не знаеме кои се тие броеви. Понатаму имаме дропката А врз Б. Што за неја ќе добиеме во бројка? Ќе добиеме А по Д. Зошто? Затоа што Б по Д поделено на Б е Д. Затоа имам А по Д. Плюс Б по Д поделено на Д е Б. Затоа имам тука С по Б. Тоа би било се за собирање на дропки. Благодарам.